Женскиот фудбалски клуб Кочани денеска ги започна подготовките за престојниот пролетен дел од првенството во првата македонска фудбалска лига за жени. На градскиот стадион Никола Мантов на денешната прозивка присуствуваа сите фудбалерки од екипата, како и 5 засилувања за пролетното првенство. На првата прозивка, освен 3 девојчиња кои што отсутствуваат од оправдани причини, се јавија сите, заедно со новите засилувања кои што се надеваме дека со тие засилувања оваа година женскиот фудбалски клуб Кочани ќе атакува на двојната круна во Македонската фудбалска лига за жени. Значи, на денешниот тренинг, покрај веќе, така да кажеме, староседелците, се присутни и 4 нови засилувања, и тоа Христина Джулиска и Јасмина Стојановска, кои ни дојдоа во зимскиот преводен рок од екипата на Победа од Прилеп. Ни дојде Александра Марковска од екипата на Тиверија и Статов и имаме нов голман, тоа е играчот Оле Арсова, која дојде од екипата на Борец од Велес. Значи, заедно со нашите кои што го постигна успехот минатата полусезона, заедно со овие појачувања се надеваме дека успешно ќе стартуваме и успешно ќе ги доведеме при крај првенството и Купот на Македонија. Засилување во екипата има од Прилеп, Скопје и Струмица, сите во функција да се освои титулата во првенството и во Куп над преварите на Македонија. Доаѓам од Скопје, сум 3-та година и сега тренирам во Кочани, само што започнав. Играм за репрезентацијата до 17 години, на некои пријателски турнири до 19 и секако дам понатаму. Добри резултати и да го освоиме првото место и да играме Лига шампиони. Бев член на ЖФК Победа, сега на ЖФК Кочани. Исто така сум член и на U19 репрезентација. И се надевам на добар успех оваа сезона во овој клуб. Победа со сите екипи, посебно со Ризари и Струмица, кои се едни од подобрите и се борат за првото место. Доаѓам од Победа Прилеп, сега за шампионите, се надеваме дека ќе бидат шампиони, затоа и дојдовме тука. Играм на позицијата бек. Градот Кочани и градскиот стадион Никола Мантов се подготвуваат за одржување на неколку меѓународни надпревари со женската репрезентација на Македонија. И со реконструкцијата на гардеробите и теренот се надеваме до март месецето тоа да биде завршено. Со тоа се надеваме веќе во април месец за прв пат после толку години, значи после 20 години од самостојањето, да и една меѓународна надпревар да се организира на нашиот терен помеѓу Македонија и Шпанија. И исто така во мај месец, значи на 8 мај со репрезентацијата на Италија. По реконструкцијата на внатрешниот дел од градскиот стадион, која треба да започне деноиве, љубителите на фудбалот од Кочани и регионот ќе можат да проследат и меѓународни фудбалски надпревари.